Секој пето дете во основните училишта живее во загрижувачка сиромаштија, открива проектот Араиз во акцијата за справување со нееднаквоста и сиромаштијата во образованието. Според некои проценки 1/5 од децата живеат во сиромаштија, зборуваме за учениците во основно образование. Она што повеќе загрижува е што децата од тие најсиромашни групации, од оној најдолен квинтил, покажуваат многу послаби резултати на меѓународните тестирања и на резултати. Сега тоа е една состојба која што се менува, која што не е генерална за целата држава, бидејќи сиромаштијата е од различен вид, може да биде финансиска, може да биде отсуство на услуги и можности, особено во руралните средини, во помалите градови. За креаторите на проектот Араиз, ова е загрижувачки податок. Загрижувачки е со оглед на тоа што ние имаме поинаква дефиниција и на сиромаштијата. Знаете, нашата држава не е многу богата држава, така да и кога зборуваме за сиромаштија, тоа е споредено со оние групи кои што подобро се ситуирани. Она што нас многу не интересира е од една страна влијанието на сиромаштијата врз постигањата и врз учењето, врз домашната поддршка ако се родителите неписмени или ако мораат многу да работат, нема кој да работи со детето. Меѓутоа, од друга страна, уште повеќе не интересира улогата на образованието во кршење на тој циклус на меѓугенерацијска сиромаштија, на поддршка на децата и компензација на сето она што семејството од најразлични причини не е во можност да му понуди на дете. Нееднаквоста и сиромаштијата во образованието се хроничен проблем, но почетокот на решението се гледа во основните училишта. Ако тука се пропушти запознавање со сето она што на децата им треба за да можат понатаму да продолжат во образованието и во животот, тие пропусти тешко се надоместуваат. Значи сакаме да работиме на прашањето на вклученост, партиципација на ранливите групи, меѓутоа уште повеќе на подобрување на наставниот процес за да можат и овие деца да ги постигнат истите успеси како и децата кои што имаат повеќе можности за учење и за развивање. Презентацијата на резултатите и работниот дел од овој проект во Штип бе организирана од Факултетот за образовни науки при УГД.